Се надевам дека имавте убав ден, почитувани, беше топол, ноемвриски ден. Како што спомнав пред 7 дена, се сеќавате во сабота вечер што спомнав, дека ќе име добра недела, добра седмица. Еве, навистина Бог ни даде добра седмица, топли денови, да можевме редовно да ги посетуваме овие предавања, а и утре ќе имаме добар ден, така да ве поканувам и утре да планирате, бидејќи овде ќе имаме 2 предавања. Едно вонредно, предплатне, во 10:30, и утре навечер во 18 часот ќе ја заокружиме ова серија од 9 предавања. Меѓутоа, нема да престанеме со утрешното посебно предавање, бидејќи Библијата е еден бунар, неисцрпен и не може да се исцрпи со 9 предавања. Затоа веќе водителите најавуваат дека следниот викенд ќе следуваат нови предавања. Ќе имаме посета од Белград, значи ќе се продолжи со здравствените теми, а колегата ќе зборува и за теми од Библијата во сабота навечер и другите викенди со ваш договор. Овде ќе се договорите кој ќе се среќавате. Навистина, времето брзо помина и поминува. Еве, полека се ближиме кон крајот на оваа серија. Навистина, почнавме во сабота, но веќе утре нова сабота и заокружување, нова тајна на Божјата драма. Секоја вечер вие кои доаѓавте, откривавме по една тајна. Синоќа зборувавме за обвинителната клупа и видовме кој седи на таа клупа. Дали запамтивме? Кој седи? Бог. Бог е седнат наместо тебе и мене. Сатаната не обвинува нас. Тој доаѓа со полна документација и со исправни документи дека ние сме грешиле и тој ќе не обвини. Меѓутоа, сите они кои се покаяле, сите они кои го прифатиле Христа со вера, Исус им простил, зашто Христос и умре на Голгота, на Голготскиот крст за грешните, не за праведните. И така да рековме дека сатаната е луд, тој е бесен на Божиот план за откуп на човештвото, но затоа, како што вели текстот во Јован 3:16, на Бога толку му омиле светот, што го даде својот син единороден, и секој кој ќе поверува во него нема да загине, туку ќе има вечен живот. Вечерва пред нас е нова тема, нова тајна, што заеднички ќе ја откриеме врз основа на Библијата. Секој вечер вие сте сведоци, ние ја отваравме Библијата, читавме од неа, сите пораки ги црпевме од оваа света книга, Библијата, и верувам дека имате, ако ја немате, да ја набавите и да биде на почесно место ставена во вашиот дом. Бог не создал, почитувани, со цел да не остави сами. Рековме во првото предавање, кога Бог го создал првиот човек, Адам и Ева, ги поставил во Едемската градина, да ја негуваат, да ја чуваат. Но човекот паднал и погрешил. Но подоцна видовме дека тој план од 1 Мојсеева 3:15, дека ќе се роди од семето женино, ќе се роди човек кој ќе стапне на главата на таа змија. И тоа се случило пред 2000 години, кога Исус Христос дошол на оваа земја, на Голготскиот крст, потоа умрел таму секако, бил раснат, воскреснал и во третиот ден се вознел кај својот Отец. И синоќа читавме, на која страна седнал Исус? Од левата или од десната? Од десната страна, кај својот Отец, кај Бог. Денеска на небото се одржува, како што синоќа спомнавме, судски процес кој трае стотици години. Иако, посред повеќе тие судски процеси, но оној што нас не многу тенгира, почнало од 1844 година. Тоа е едно посебно предавање и се надевам со колегата ќе го имати тоа предавање, кога почнал точно според пророштвата тој небесен суд. Според Данило 8:14, тој суд почнал 1844 година. И денеска тој процес е во тек, вели Библијата. И затоа е многу важно ние да дојдеме кај Христа денеска, да се покаеме, да поверуваме и да тргнеме по еден нов пат. Можеме да се запрашаме, почитувани, додека ние живееме на оваа земја, што се работи горе? Рековме, синоќа, уште еднаш ќе се повторам, се испитува Божјиот карактер. Бог е ставен на таа обвинителна клупа, зашто сатаната го оптужува, зашто тој вели, ова земја е моја, јас ја освоив преку Адам и Ева. Меѓутоа, Бог вели, чекај, тие се покаја, тие ме прифатија мене за спасител. Така да денеска Бог очекува од тебе
имени. Додека се води тој судски процес на оваа земја, ние како жители чекаме во таа вселенска чекална. Ајде вечера малце да зборуваме за таа вселенска чекална. Што треба да правиме додека чекаме? Навистина, не е лесно да се чека. Во нашиот живот постојат нешто што можеби придонесуваат за нашите тешкоти, за нашите маки, за нашите искушенија. Меѓутоа, треба да бидеме чврсти, упорни и верни. Еве, еден мисионер, може да спомнеме, се враќал од Америка. Но претходно да го прочитаме овој текст. Бидејќи се јави Божјата благодат, спасителна за сите луѓе, таа не учи да ги отфрлиме нечестноста и похотите од овој свет, честно, праведно и побожно да поживееме во овој век, да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител нашиот Исус Христос. Значи, ние сме почитувани нова земја, но треба да бидеме стрпливи. И овој пример сега што ви го најавив, еден човек се враќал од Америка, бил мисионер. Целиот свој живот го поминал таму. Неговата сопруга починала. Неговите деца ги погребал во Африка. И сега се враќа со брод и пристигнал на едно американско пристаниште. Дознал дека во истиот брод се вози, односно патувал и председателот на Соединетите американски држави. Председателот, се вели во овој пример, бил дочекан со голема пратња. Многу луѓе дошле на брегот да го пречекат, му аплаудирале, дошла делегација, посебен автомобил и го одвезеле дома. Кога председателот со својата пратња заминал, тогаш им било дозволено и на останатите луѓе да заминат, односно да се симнат од бродот. И тогаш од бродот симнал нашиот стар мисионер. Погледнал околу себе, никој немало да го пречека, да му посака добре дојде после десетици години поминати во Африка. Отишол до првата гостилница, ја побарал наивтената соба во која требало да преноке, бидејќи утре дента требало да го продолжи својот пат до дома. Кога влегол во таа скромна соба, ги оставил куферите на подот, клекнал на колена и упатил молитва кон Бога. Го прашал Бога: Боже, дали можеш да ми објасниш нешто? Работев цел живот. Во Африка ги закопав жената и децата. Сега се враќам сам. Правев се да ги упатам луѓето кон Тебе, а сега се враќам дома. Никој мене не ме дочека. Никој не ме фати за рака и не ми кажа: си направил добра работа. Боже, јас не ти се жалам, но само некои работи не ги разбирам. Понатаму во овој пример стои запишено и вели: во истиот тој миг, кога мисионерот рекол амин, почувствувал како некој го допира со рака по неговото рамо. Слушнал тивок одговор на својата молитва. Слушнал зборови: сине мој, ти се уште не си стигнал дома. Кога конечно ќе стигнеш дома, тогаш ќе видиш каков дочек ќе ти организирам. Ти се уште не си пристигнал дома. Почитувани браќа и сестри, драги пријатели, ние се уште не сме стигнале дома. Ние се уште се наоѓаме во таа вселенска чекална и треба да бидеме упорни чекатели. Исус нема да не заборави. Исус нема да не заборави. Сатаната не обтужува. Тој не навраќа на нашите гревови, на нашите слабости. Но што е со гревот? Бидете храбри. Исус го скршил гревот. Иако гревот е се уште присутен во нашиот живот, но Исус го победил. Што се случува со смртта? Да, ние умираме се уште. Сенката на смртта се уште леди над нас, но наскоро и на смртта ќе дојде крајот. Што е со државјанството? Ние сме добиле небесно државјанство. Само наскоро треба да го тоа во пракса спроведеме. Значи, ние имаме небесно државјанство. А што е со присудата? Синоќа спомнавме дека присудата се веќе полека донесува, но се уште не го знаеме незиниот крајен резултат поврзан со нашиот живот, бидејќи нашиот живот се уште служи како доказ за Христовиот карактер. И затоа синоќа рековме, многу е важно како живееме. Бидејќи на Бога му се суди на судот, не нам, но таму ќе биде ставен на суд и Божјот карактер. Дали доволно Исус
storil za nas. Da li to влияе на нашата слободна воля или ни дозволи ние самите да се одлучиме за Бога или против Него? А што е со Исус Христос? Исус дали живее во нашите срца? Исус преку Светиот Дух, преку нашата совест сака да живее со нас. Исус физички не е на нова земја, тој се вратил физички, но со Духот Негов, односно со Светиот Дух, тој сака да биде со нас. Додека ние чекаме во чекалната, овие изрази сега, но не сега, мора да ги разбереме. Значи зборот сега, но не сега е момент кога ние се уште чекаме да се остварат овие работи што Господ Исус ни ги ветил. И еве го текстот што пред малку го прочитавме, но уште еднаш го повториме. Бидејќи се јави Божјата благодат, спасителна за сите луѓе. Значи не треба да те оптеретува минатото. Да, си погрешил. Меѓутоа ако дојдеме кај Христа, тој ќе го избрише. Сеќавате синоќе што спомнавме каде се фрлат гревовите наши? Колку е тоа море, таа длабина синоќа? 11 километри, рековме. Бог ги фрла во длабочините морски и ставил табла на која пишува забрането ловење. Така ли беше? Значи, забрането ловење. Бог ставил табла. Бог не се навраќа на нашето минато. Но ако сме го прифатили Христа, тој сака да живееме според Неговата волја. Господ нема да задосни. Често пати луѓе не прашуваат, па еве вие христијаните, адвентисти, и нашето име адвентиста значи чекатели. Ние го чекаме Христа според Неговото ветување. Според Јован 14 глава од 1 до 4 Исус ветил, ќе отидам, но повторно ќе дојдам. Многу луѓе велат, Господ, кој зна кај отишол на годишен одмор и тој нема да се врати назад. Еве го текстот, а овде Петар ни одговара. Господ нема да задосни со своето ветување, како што некои мислат за бавењето, но долго време трпи, бидејќи не сака да загине некој, тоа си ти и јас, туку сите да се покајат. Почитувани, треба да знаеме во кое време ние денес живееме. Дали твојот и мојот часовник го покажуваат вистинското време? Не мислам ова физичко време, туку времето, духовно време, време на Христовото враќање. Ние вечера малце подолу ќе спомнеме токму твојот часовник и мојот што покажува. Колку сме ние близко до Христовото доаѓање, а покана за тоа утре предпладне во 10:30 посебна тема. Исус доаѓа. Дали Исус ќе го одржи своето ветување и како Исус ќе дојде? Ако сакате да ја откриете таа тајна, утре предпладне во 10:30 ќе бидеме овде за вас. Значи, Исус ветил, но тој чека и ти и јас, и сите оние, илјадници, милиони луѓе, кои се уште не слушнале за Него, да се покајат. Бог вели на друго место, не ми е мила смртта, но еден ден ние според нашиот избор или ќе бидеме спасени, или ќе бидеме изгубени. Господ овде нема да има никаква грешка. Кога би на една платформа ставиле 20 луѓе кои живееле по 100 години, сигурно секој од нив би рекол дека 100 години кои ги проживееле на земјата и не биле многу. Еве веќе ние чекаме 2000 години. Исус се уште не е дошол. Но Петар вели, Господ не доцни. Како што некои мислат дека Господ нема да дојде. И тоа правете го, знаејќи го ова време, понатаму Павле вели, апостол Павле, веќе дојде часот да се разбудете од сонот, зашто спасението е сега поблиско до нас, отколку кога поверувавме. Ноќта одминува, а денот се приближи. Да ги отфрлиме пак сите дела на мракот и да се облечеме во оружјето на светлината. Да живееме пристојно како дење, не во срамни гоштевки, пијанство, не во блуд и нечистотија, ниту пак во препирка и завист, туку облечете се во Господа Исуса Христа и грижата за телото не претварајте ја во страсти, не суди го својот брат. Очигледно, апостол Павле овде вели дека ние го знаеме времето. Павле вели го знаеме времето, но дали сме подготвени кога Исус би дошол утре? Дали сме ние подготвени да кажеме, еве го нашиот Господ кој го чека? Или би рекле, Боже, ајде одложи уште на недела, некои работи да ги средиме со комшијата, со пријателот, со домашните. Зато Господ чека. Тој ќе процени според неговата проценка и ќе се појави нова земја. Но наше е да го знаеме времето, да внимаваме на времето. Дали сте биле во Англија? Дали сте го посетиле
овој часовник во Лондон. Сите туристи, јас сум имал прилика еднаш да бидам и да го видам тој голем часовник, гордост на англичаните. Сите туристи сака да го видат овој часовник, Биг Бен. Се наоѓа на парламентот озгора, тоа звоно всушност е тешко, знаете колку? 13,5 тона. Значи, ова е 13,5 тона. Поврзано е со часовен механизам тежок 5 тона. На врвот има 4 часовници, чии стрелки го подвижуваат тоа големо звоно и системот кој содржи помали звона. Во 1859 година, кулата била завршена и тоа звоно било поставено. Таа година тоа звоно било прогласено за најпрецизен часовник во светот. Таа титула ја задржал се додека не бил пронајден така наречен атомски часовник. Атомскиот часовник го одредува точното време со помош на радиофреквенции. Научниците во тоа време, или подосна, откриле дека точното време на овај часовник бил пореметен. Всушност, 1 секунда доцнел на секој 20 години. Од тој миг, кога научниците открили дека Биг Бен брза 1 секунда, повеќе никој не можел да каже дека овој часовник е најточниот часовник на светот. И во тоа време доаѓале луѓе пред парламентот и давале практични предлози за решавање на тој проблем. Како да се надмине 1 секунда во 20 години, како да се наштелува. И еден научник предложил практичен предлог да се залепи на клатното. Клатно се вели, така? Она што го подвижува часовникот, една кована железна паричка од 1 пени, да би часовникот покажувал точно време. И парламентот гласал и изгласале да се 1 пени стави на тоа клатно и навистина, повторно, овој часовник покажувал точно време. Почитувани, што Бог треба да направи да би твојот и мојот часовник покажувал вистинско време? Дали треба да се залепи 1 пени или нешто друго Бог да направи да ти и јас бидеме свесни за времето во кое живееме? Сите ние се раководиме според часовниците, според календарите. Сите велиме немаме време. Иако денонокијето е исто како во времето на Адам и на Ева, 24 часа. Но ние брзаме, сакаме во 1 час 100 работи да завршиме и затоа немаме време. Иако денес има мобилни, има телефони, има други средства за комуницирање, луѓето велат немаме време. Во кое време ние живееме? Еве што вели апостол Павле. Читајте го заедно со мене. Како да ги листиме дневните вестници, црна хроника. Еве што пишува. Во последните денови ќе настанат какви времиња? Тешки. Тешки времења, почитувани. Зашто луѓето ќе станат сребролюбиви, себелюбиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници. Зарем е можно во век 21 да луѓето постанат безбожници? Кога Библијата може да најдете секаде и на интернет и во вашиот мобилен телефон да ја ставите и да ја читате, луѓето, Павле вели во неговата прогноза, тоа е Божја прогноза, не Павлова, тој само тоа го запишал, луѓето ќе станат безбожници, непомирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, недобролюбци, предавници, пребрзи, надоени, повеќе сластолюбиви отколку боголюбиви. Наистина, каква страшна слика. Во каков свет ние живееме, почитувани? Библијата вели, знаете дека во последно време ве очекуваат тешки времења. И затоа не треба да се ние обесхрабриме ако твојот комшија не ти вели добар ден или добро вечер. Или ако твојот комшија сака да земе дел од твојата земја. Зошто? Еве какви ќе станат луѓето. Што повеќе да заграват на штета на другиот. Овој библиски текст се однесува на нашето општество. Живееме во општество во кое е многу полесно да човекот ја посети месечината или пак да се испрати ракета на Марс. А многу е потешко да се отиде кај некој стар човек, кај стара жена, некој брачен пар во години, да им се помогне. Навистина, тешко време. Почитувани, ние сме во побуна против Бога.
Ние всушност секојдневно ги гледаме овие гледки, овие слики на оваа земја на која живееме. Еве што кажал Плаут, вака го опишал човекот. Homo homini lupus. Што тоа значи? Човекот на човекот му е волк. Човек на човекот му е волк. И навистина, во оваа денешно општество, почитувани, владеат волчни правила. А преку тоа сме сведоци на маки, на беззаконие, несигурност, задолжување, страв, сомнеш, разочарување. Навистина, живееме во еден тежок свет, односно тешко општество. Дали понекогаш размислувате колку сме ние во овие простори на Балканот, овде во нашата земја, благословени? Зошто Бог ни дозволил тука да живееме, а не во Сирија, во Пакистан или во некоја друга земја? Светот е полн со неизвестност. Дали знаете дека луѓето премногу се финансиски задолжени? Наскоро ќе нема човек кој нема да биде задолжен финансиски. Владе страв, сомнеш, разочарување. Непрекинато сме бомбардирани со трендови кои го обликуваат нашето мислење. Кога се возиме во автобус или во воз, чувствуваме како да сме обкружени со политичари. Сите зборуваат за одлуките кои треба да се донесат во Лондон, во Брисел, во Москва, Вашингтон или во Скопје. Сите се прашуваме како тие одлуки ќе влијат на нашето општество, на нашиот живот. Навистина, почитувани, колку е духовниот часовник? Сега е 15 до 7 на вечер. Но колку е Божиот часовник, духовниот часовник? Дали се ближиме брзо до крајот, кон завршницата на овој свет? Колку е часовникот во вашиот живот? Били Козби, еве што кажал, времето лета. Навистина, рековме и на почетокот, брзо помина овие 7 дена. Денеска 7 ден како се дружиме. Времето лета. Тој во својата книга, еве што напишал. Кога мојот татко наполни 50 години, примитив дека чудно се однесува. Мојот татко ми рече дека околу половината има 2 ремена, каиша, и дека едниот му е под кожата. Тоа никако тој не го сакал, па тој втор ремен го нарекол ремен на омрза. Чувствувал околу половината, посебно на грбот, како да има терет. Како се вели тоа, ишијас, разни болки имал човекот во своето тело. Чувствувал околу половината, посебно на грбот, како да има терет. Кога се наведнувал, толку викал, што јас вели станував да му помогнам. И слухот му се поремети. Залудно викав и се дерев, но тој не слушаше она што му го кажував. Стана и сенилен. Јас одлучив, кога ќе остарам, нема да бидам таков. Но јас наполнив 50 години. И слушайте сега што тој вели. И кај мене околу половината ми се создадува пиштоли. Значи го боцкало нешто во телото. Иако јас чврсто одлучив да не викам од болки, со големи болки ги извршува своите обврски. А мојот вид, после кратко време, не можев да ги читам дневните вестници. Зато отидов кај очниот лекар, кој ми даде трифокални наочари со 3 стакла. Почитувани, можеме само да го замислиме, почитуваниот Бил, како се мачи со своите проблеми. А дали и ние ги имаме по некои од овие проблеми? Ги имаме. Секој од нас има некоја болка. Дали во грбот, дали во крстот, дали на друго место во телото. Навистина, времето брзо одминува. 50, 60, 80, па и 100 години да се... Времето одминува. Но Господ не ги дава тие години да искусиме Божјата благодат, да искусиме Божјата милост. Тој сака да ни покаже дека не сака. И затоа, како го користиме денот, животот наш, дали со Бога или оптеретени со проблеми, со неволи и со искушенија. Всушност, кој е нашиот правец? Како се ние движиме? Во кој правец се движи твојот и мојот живот? Некој рекол, некои луѓе велат дека имат најголема катастрофа во својот живот, кога првата половина од животот ја користат да би опропастиле втората половина. И ние самите треба да се запрашаме, почитувани, каде сме денеска? Каде сме денеска? Кој е нашиот животен пат? Каде е насочен твојот и мојот живот? Една бразилска поговорка, еве што вели. Ако свртиш грб на сонцето, ќе ја видиш само својата сенка. Дали е точно тоа?
Точно е. Значи, ако ние се свртиме со грбот према сонцето, само ќе видиме својата сенка. Колку често во денешното општество ние како луѓе гледаме повеќе сенки отколку да гледаме во изворот на светлоста. Ајде вечерва да одлучиме да се свртиме кон изворот на светлоста, да се свртиме кон Христа. Исус е тоа сонце во Библијата. Тој сака да го осветли твојот живот. И знаете во подрумот кога ќе се осветли со сонце или со батерија, што ќе приметиме внатре? Валканост, паужини. И ние имаме духовни паужини во нашето срце, во нашиот живот. Но Христос сака да не осветли и тоа да го очисти. Да не ја гледаме својата сенка, туку да гледаме во Христа Спасителот. Библијата вели дека иднината, барем во скорешна иднина, ќе има се повеќе проблеми, ќе има се повеќе кризи, промени, страф, равнодушност, библиска неписменост, старост и Бог. Вистина, чудно е во ова модерно време, кога техниката секојдневно се усовршува, кога наскоро роботите ќе ги преземат многу од работите, се уште човекот да има проблеми со своето здравје, се уште да има кризни подрачја во светот. И навистина, спомнавме пред некоја вечер, ја видовте на фотографија на Обединетите нации, која сета има клима и прозорци не се отварат во таа голема зграда, но Исус тропа, Исус чука и сака и тамо да влезе и да донесе мир, зашто луѓето се немокни со топови, со пушки и со војници да воспостават мир. Постои едно семејство кое секоја сабота навечер, после заоѓање на сонцето, после завршувањето на саботата, заедно се молат и пеат христијански песни. Тие својот живот го предават во Христови раце, зашто цела седмица е пред нив и не знаат што ќе се случи, но тие велат: Боже, ти точно знаеш што ќе се случи утре, во понеделник, среда, петок или сабота. И затоа, Боже, имаме доверба во Тебе, се доверуваме во Тебе како семејство и како поединци, ги предаваме нашите животи во Твоите раце. Води не наредната седмица. Тоа е вистинското христијанство. И ние како христијани не ја знаеме иднината, не знаеме ни утрешниот ден, но како ова семејство се предават во Божји раце, Бог да ги води. За нас многу е поприродно да се занимаваме со иднината, затоа што поголем дел од својот живот ќе го поминеме во неа. Но гледате овој човек што прави. Каде му е главата? Тој е закопан во песокот. Зошто ние како Нојот да ја ставаме главата во песок? Ајде да излеземе надвор. Ајде да отвориме својата глава, односно своите очи и да гледаме со доверба во иднината. Зашто Господ ја знае. Господ го знае почетокот и крајот. Но што треба да очекуваме во скорешна иднина почитување? Ајде вечерва да ја контактираме Библијата и да читаме во Матеј 24. Ако сакате да ги знаете настаните, кои биле, кои се и кои ќе бидат, читајте ова книга во Матеј 24. Еве што пишува. Зашто ќе се крене народ против народ и царство против царство и на места ќе има глад, помор и потреси. Бог преку Библијата не сака да не уплаши. Бог не сака да земеме сега едно пенкало и да ги причкртаме сите текстови кои се страшни. Не е тоа Божја намера. Него Бог сака да не предупреди. Тој сака да не предупреди на време. Дали знаете кој е најголемото проклетство на денешнината? Тоа е вооружување на многу држави. Немаат за храна за своите жители, а тие купуваат оружје, дури и боеви глави. Колку пари се вложува во вооружување на секоја држава? Со своето оружје ние всушност ја уништуваме својата раса, а Библијата вели и на места ќе има глад, помор и потреси. Библијата тврди дека земјата ќе погоди епидемија на глад. И навистина, додека ние вечерва ќе вечераме, се надеваме, и имаме што да јадеме, јутре да појадеме, многу луѓе ќе легнат без храна. Многу деца ќе станат утре без храна и целиот ден ќе го поминат во гладување. Благодариме на Господа што ние сме на ова подрачје, што се уште имаме доволно храна за секојдневна прехрана. Библијата, почитување на многу пластичен начин, го опишува времето во кое со големи чекори навлегуваме. Еве го текстот.
и ќе има знаци на сонцето и на месечината и на звездите, а на земјата тага кај народите од неизвестноста. Внимавајте да што пишува неизвестност. Тоа е најтешко нешто. Ајде се случил земјотрес, готово е. Ама неизвестност, очекува што ќе биде. И од бучењето на морето, и од брановите, луѓето ќе умираат од страв, и од исчекување на она што ќе го снајде светот, зашто и силите небесни ќе бидат разнишани. Бог се уште ја одржува вселената. Бог се уште ги држи конците. Пишува таму во последната книга Откровение, ангелите Господови стојат на 4 страни на светот и се уште ги држат. Тие ветришта, ветриштата се символ на раздолни земјотреси, на неволи, на маки, на бури и на се оно што е лошо. Сатаната сака да го искаже целиот свој бес, но Бог се уште ги контролира работите и ќе ги контролира до крај. Но за тоа време Бог очекува твоето срце и моето. Твоята слободна волја да донесе одлука дека Господ Исус Христос ќе биде наш спасител и водач. Знаете, ќе дојде време кога Господ малце ќе се повлече. Ќе се повлече и ќе каже: чекајте, Господо, вие тоа го баравте, вие така одлучивте. Сеќавате што спомнавме пред некоја вечер, кога Бог ја повлекол својата заштита во пустињата, кога Моисеј заедно со еврејскиот народ патувале 40 години. Во една прилика тие почнали да викаат против Бога. Бог вели: добро, јас ќе се повлеча. И дошле змии и почна да ги каснуваат израелците. И многу луѓе умреле во таа пустиња. Додека ние денеска, почитувани, чекаме во таа вселенска чекална, Бог сака да донесеме одлука, да го следиме, да не одложуваме за некое утре. Утрешниот ден не постои. Секогаш е денешен ден. Утрешниот ден не е нас. Во иднина можеме да очекуваме, на жалост, и равнодушност. Значи, многу луѓе ќе бидат равнодушни, а тоа е најтешко и најлошо. Библијата вели: о да си жежок или студен. А кога е нешто млако, равнодушност, нити лево си, нити десно, нити лево. Еве што се случило во времето на Ное. Матеј го запишал: но како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Читајте во 1 Мојсеева 5, 6 глава, 7 глава, ќе видите што било во времето на Ное. Луѓето толку се израсипале, толку отишле од Бога далеку, што Бог, рековме пред некој вечер, решил да ја измие земјата, да ја очисти. И Матеј вели: така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Зашто, како што во деновите пред потопот јадеа и пиеа, се женеа и се мажеа до оној ден кога Ное влезе во ковчегот и не сватија. Што значи зборот сватија? Не осетија, не почувствува, не разбра. Иако Ное 120 години ја најавуваше таа катаклизма, вели не сватија дека не дојде потопот и истреби се. Така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Овде Исус предупредува: ако одлучиме да одиме по својот пат, сигурно нема да приметиме што се случува околу нас. Нема да ги приметиме знаците, но јас вечерва барам од вас, односно Бог бара од нас, да ги нашите часовници наштелуваме на време, да покажува точно време во кое живееме, за да не бидеме утре изненадени. Да знаеме колку е часот, да знаеме каде одиме. Која е нашата задача всушност? Знаете, не е проблем што вели Матеј јадени, пиени, женени. Не. Бог рекол: раѓате си, множете си, женете се, од Бога е благослов, па и храната е дадена. Адам и Ева добиле благослов од Бога. Не е проблем, значи, во јадењето и во пиењето. Проблемот е во тоа што, на жалост, денеска не се почитуваат основните правила. Кога гледаме околу нас што се случува, кога знаеме колку е часот, тогаш треба да ја знаеме и својата задача. Бог во времето на Ное одлучил да ја измие земјата, но во последно време нема да ја мие со вода, туку ќе ја со оган, вели Библија. Тоа не е се застрашување, тоа е библиска вистина и јас сум должен да ви ја кажам вечерва, дека кога Христос ќе дојде, пред неговото доаѓање, ќе се случи огнена катаклизма и Бог ова земја ќе ја очисти, како што во медицината порано сите тие алатки што се правија?
Дезинфекција се вршеше, дури во оган се прочистуваа работи. Исус сака преку оган да ја прочисти оваа земја од гревот и сите оние кои останале на страна на гревот. Непознавањето на Библијата, почитувани, рековме пред малце, исто така ќе биде знак и доказ дека се ближиме кон завршницата на оваа генерација. Страшно е како генерација што малку знаеме денеска за Библијата. А Библијата, знаете, има мок, има сила да го менува човечкиот живот. Ако имаш проблеми со цигара, ако имаш проблеми со алкохол или со некој друг порок, преку Библијата Бог ќе ти помогне, верувај во тоа. Само е потребно да покажеш вера, а колку рековме каква вера да покажеме, колку ситна, како синапово зрно. Гледате колку едноставно. Бог не бара од нас некој метанија, да клечеме, да одиме на свети места, па таму да постеме, да јадеме корки леб, па така да го привлечеме Божето внимание. Не, Бог е едноставен. Дојди, вели, таков каков што си, со целиот твој терет, со сите твои проблеми и маки. Но уште нешто ќе се појави пред Христовото доаѓање. Ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда за да ги прелажат, ако е можно, и кого? Оние избрани, всушност оние кои одлучили да го следат Христа, тие ќе имат повеќе притисоци со цел ќе ти кажат комшиите, зарем и ти бе станена уверец, зарем и ти се определи да живееш така, ма гледај луѓето како уживат, јадат, пијат и се веселат. Да, тоа се лажни притисоци, но лажни Христоси кои на еден начин сака да извршат притисок врз тебе, но Бог очекува ти да го пронедеш вистинскиот пат. Исус вели, јас сум пат, вистина и живот. Вистина, почитувани, не треба се да веруваме што ќе прочитаме на интернет. Немојте се да верувате. Проверувајте низ Библијата. Ако утре на некоја телевизија во Македонија прочитате вест дека Исус дошол во Лондон, во Вашингтон или во Москва, не верувајте. Веднаш ставете црвено. Зошто? Ние утре ќе зборуваме за Христовото доаѓање. Христос ќе дојде јавно, видливо. Не тајно таму во некоја соба или во некоја просторија. Исус ќе дојде видливо за сите нас. Во една прилика го запрашале Били Грејм, познат протестантски проповедник кој во длабока старост е. Што ќе се случи со светот? Каде оди овој свет? А Бил еве што одговорил. Ја прочитав последната страница од Библијата и ми се чини дека се ќе биде во најдобар ред. Дали е во право човекот? 100% е во право. Бог ги држи конците и се ќе биде во ред. Ако ги најавивме катаклизмите, проблемите, искушенијата, лажите Христоси, Били вели, се ќе биде во ред. Бог нема да не остави сами. Тој секогаш е со нас. Веќе спомнавме дека ќе остарееме сите, ако Исус наскоро не одлучи да се врати назад. Сите ние сме склонни да забораваме. Понекогаш постарите се сенилни. И ние, или тие помладите, па се подсмеваат како таткото, дедото заборавил што кажал вчера. Но тоа е проблем на сите нас и на младите утре тоа ќе се случи. Еве еден брачен пар. Токму ова ќе го илустрираме вечерва. Живееле во брак 55 години. Седеле на терасата и разговарале. Тогаш мажот ја рекол на својата сопруга: "Драга, ми се јаде нешто сладко. Може би сладолед. Сакаш да ти купам и на тебе?" "Секако, драги. Знаеш дека на мене омилен ми е сладоледот од ванила. Но пред да одиш во продавница, те молам, запиши, оти ти забораваш. Запиши што треба да купиш. Те молам, запиши. Драга, па зар се сомневаш во мене? Од секогаш најмногу сакаш сладолед од ванила. Добро, но ако можеш, земи и прелив со чоколада. Секако. Но те молам, запиши, бидејќи сигурно ќе заборавиш." "Како би заборавил, драга? Сладолед, еве памтам, сладолед со ванила и прелив со чоколада. Но кога веќе одиш, драги, дали можеш да ми купиш и шлак?" И шлак. Тоа ќе биде совршена комбинација. Важи сладолед од ванила, прелив со чоколадо и шлак. Еве, полетувам и ти носам. И човекот излегол низ врата и отишол во продавница.
Драги, врати се, сепак запиши. Не треба да запишувам, сега ќе ти повторам се. Но кога веќе одиш, те молам, купи ми и јагоди, зашто сакам да ставам и јагоди врз сладоледот. Значи, нема проблем. Сладолед од ванила, прелив со чоколада, шлак и јагоди. Еве, веднаш се враќам. Мажот отишол во продавница и кога се вратил, влегол во кујната, го немало половина час. Во кујната правил оно што му било порачено. И ја носи тасната пред својата сопруга и вели: драга, еве ти купив она што порача. Се е готово, сега може да јадиме. Го приготвив она што ти најмногу го сакаш, сендвич со пилешки гради. Жената погледнала малце луто, но малце иронично во сендвичот, а потоа го подигнала гласот и рекла: драги, убаво ти реков да запишеш, еве си заборавил сенф. Почитувани, ако Исус не се врати, сите ќе бидеме во слична ситуација. Сите ќе бидеме во слична ситуација. Сите ќе го дочекаме процесот на старење. А кој е тогаш нашата обврска додека чекаме? Да запишеме, односно да прочитаме каде? Тука каде што е запишано. Библијата не заборава. И затоа Бог вели, треба да се запише. За поука. Пишува еден текст, вели, се што се напиша, за чие поука се напиша? За наша. Исус, ако не се врати, ќе бидеме во слична ситуација. Но, еве, при крај на вечерашното размислување, ќе споменеме 3 важни задачи. Број 1. Нашата прва задача е врска со Бога. Вертикална, веќе спомнавме. Значи, по пат на молитва, Бог и секогаш е во врска со нас. Односно, за Бога не постојат проблеми. Да неговата конекција биде секогаш воспоставена со тебе и со мене. Втора задача е врската со луѓето. А третата е врската со она што не обкружува со Божите созданија. Еве ќе тргнеме од третата врска. Како се однесуваме, почитувани, ние кон она што не обкружува денеска? Зарем не е фантастично, како што спомнавме во првото предавање, Бог создал прекрасни услови за Адам и Ева. Тие да живеат и да управуваат. Значи, ги спомнавме тие 3 работи. Однос со Бога, однос со луѓето, однос со природата. Бог вели во 1 Мојсеева 2:15: и го зеде Господ Бог човекот кога го создаде и го насели во Едемската градина за да ја обработува и да ја чува. Прекрасно место за прекрасни луѓе. Дали ние ги чуваме Божите созданија? Зарем денеска не сме очевидци кај што се повеќе и повеќе од предпоставените во владите на државите се зборува да ја чуваме околината. Знаете денеска кавадарци колку имаше проценти на дозволеното? Јас озгора утрово видов од Силекс од одна страна како некој облак беше над кавадарци. Тој облак сигурно не е нешто за добро. Значи не само кавадарци, многу градови, многу села се загадени, луѓето не ја чуват околината. Бог вели: одржувајте ја, чувајте ја. Кога би знаеле колку пари на другата страна од нашата планета, само за една израелска чаша вода би дале пари. Знаете колку пари е водата, колку чини? Наскоро ќе има војни за вода, зашто луѓето ќе немаат вода во своите земји. А Бог еве ни дал чиста питка вода, но луѓето ја загадуваат од нивната себичност. Од нивната себичност. Второ прашање, како се однесуваме кон луѓето? Нашето однесување, додека чекаме во таа вселенска чекална, ќе ја одреди дали нашиот живот може да послужи на Бога како доказ на Божјата чистота на нашиот карактер. Ние треба да чекаме, но нашиот однос со луѓето, ако не е расчистен, треба навистина тоа да се расчисти. Еве еден пример. Ако пак тој слуга е лош и си рече во срцето свое: Господарот мој уште за долго време нема да дојде, па почне да ги тепа другарите своји и да јаде и да пие со пијаниците, Господарот на тој слуга ќе дојде во еден ден кога тој не очекува и во час што не го знае и ќе го расече на 2 и ќе му даде удел со лицемерите. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Наистина,
Ovoj sluga не е Исус Христос. Овој лошиот слуга. Лошиот слуга е оној кој не знае правилно и човечки да се однесува со своите вработини, со своите соработници. Еве што прави тој. Како ние се однесуваме со нашите околу нас? Мартин Лутер Кинг еднаш еве што кажал. Жената, вели, ми е најблизок пријател, бидејќи Бог ја создал да биде поред мене. Во чекалната, додека ние чекаме, еве, оваа слика е символично чекална, кај што луѓето чекаат. Тогаш Царството Небесно ќе заприлега на 10 девојки кои ги зедо своите светилки и излего да го пресретнат младоженецот. И тие излегле. 5 вели од нив беа мудри, а 5 неразумни. Каква е разликата помеѓу мудрите и немудрите? И претходниот тој лош домакин, како се однесувал со своите предпоставени, односно со своите подчинети. Ова категорија на луѓе, ова слика всушност представува категорија на луѓе пред Христовото доаѓање, почитувани. Едни ќе бидат мудри, кои со мудрост, со внимание ги пратиле знаците, го гледале часовникот како одминува, и оние другите кои рекле нема да дојде младоженецот се уште. Тој нема да дојде, бидејќи еве задоцнел. Меѓутоа, и така секој што слуша и ги исполнува моите зборови, ќе го споредам со мудар човек кој се изградил куќа на камен и заврна дожд и надојдоа реки и дувна ветрови и навалија на таа куќа, но таа не падна зашто беше изградена на камен. Врз основа на што ти го градиш твоето спасение и моето, и јас, врз основа на што го градиме нашето спасение. Ако е на песок, ќе дојдат проблеми, ќе дојдат ветришта, ќе дојдат искушенија, ќе падне таа куќа. Но ако е на камен, таа куќа ќе остане чврста, без разлика какви проблеми ќе најдат. И понатаму текстот вели, а секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек кој си изградил куќа на песок. Битно е, почитување, да слушаме, да разбереме и да извршиме. Не е доволно ако ти одиш на лекар и наполниш цело кесе лекови, од зегин ги купиш и ги оставиш во фиоката. Дали имаш корист од нив? Ништо. Ти понатаму ќе боледуваш. Но ако ги конзумираш и ги го потребуваш, сигурно ќе ти помогнат. Ние ако имаме Библијата, имаме сознанија, а не ги спроведуваме тие начела, тие принципи, ништо нема да ни биде од полза. Исус ќе дојде, а ние нема ниту да го приметиме неговото доаѓање. Постои една интересна приказна, еве при крајот да ја спомнеме и неа. Петелот на фармата се однесувал фраерски. Се гледал, се приметувал, се знаел што се случува. Бил како газда. Но само еднаш со гордост ги затворил очите и за миг го грабнала лисицата. Додека лисицата го носела во устата, Петелот размислило како да се ослободи. Одеднаш Петелот рекол: Лисо, слушаш како кучињата лајат? Имаат така убав глас. Покажи ми како вие лисиците се огласувате, како лаете. Лисицата ја отворила устата и Петелот се ослободил и летнал на првата гранка, горе се поставил. А тогаш лисицата, еве што кажала: проклета е устата која е отворена, а требаше да биде затворена. А на тоа Петелот одговорил: проклети се очите кои се затворени, а би требало да бидат отворени. Почитувани, дали твоите очи се вистински отворени или повеќе отворена твојата уста? Ајде да ги отвориме нашите очи, за да го видиме времето во кое живееме, зашто се наоѓаме во вселенската чекална. Немој да го преспиеме времето на Христовото доаѓање. Знаците еден по еден се редаат. Библијата ни е на дофат на нашите раце. Како го живееме нашиот живот во овој денешен свет? Што работиме со она што сме го добиле? Исус раскажал приказка со дарови, или така наречени таленти. Еден слуга добил 5, другиот добил 2 и едниот, третиот добил 1. Според своите можности и способности. А потоа нивниот господар, вели Библијата, заминал. И еве го текстот. Зашто тој ќе постепи како човек кој тргнувајќи на пат, ги повика своите
слуги им го предаде својот имот. И на едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, а на третиот 1. Секому според способноста негова и веднаш си замина. Овој трговец е Исус Христос. Тој беше на оваа земја 33 години. Ни даде дарови според нашите способности и замина, но повторно да се врати. Тој ќе се врати на оваа земја. Тој ни дал способности. Зашто ќе ги употребиме? На слава на Бога или на оној другиот непријателот? Пред Исусовото доаѓање, почитувани, ќе се формират само 2 групи. Нема неутралци. Нема поделена личност. Или ќе бидеш со Бога, или против Бога. И навистина, ова ќе биде важно за последното време. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на својата слава и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели, едни од други, како што пасторот ги одделува овците од козите. Ова ќе биде многу важно на последниот суд. Не оно што сме го кажале туку, делата кои сме ги направиле. Еден пастор бил сам, супругата отишла на работа, жена му сготвила јадење и имал супа во фрижидерот. Затрупал еден бездомник на неговата врата и тој му рекол: ајде, пријателе, дојди внатре. Ставил танир на масава и сега се кршил во умот дали да му даде на бездомникот супа топла или да му направи, да му намачка едно парче маргарин или нешто друго. Но се запрашал, да беше Исус вечерва гостин во мојата соба, во мојата кујна, во мојот дом, дали би му ја дал супата или би му намачкал маргарин на леп? Потоа зел танир и му ја дал супата на бездомникот, а на себе си намачкал и тој каснал. Потоа го прашал бездомникот дали има скоро капено. Бездомникот одмавнал со глава и рекол: кој зна кога последен пат се капев. Го уклучил бойлерот, му дал чисти алишта, долни веш, чисти чорапи и човекот, како препороден, излегол од купатилото. Пасторот бил во искушение да му даде стари чорапи, пробушени панталони, но сепак се прашал: што би Исус направил да бил на моје место? Потоа на бездомникот, како што спомнав, му дал нови работи. Почитувани, додека чекаме во небесната, односно вселенската чекална. Која е нашата обврска? Дали само да чекаме? Не, и да помагаме на оние кои се во немаштина. Колку што стои до нас да им помогнеме. Може би со добар збор, може би со нешто друго. Бог очекува од нас неговиот карактер да се преслика преку твојот и преку мојот живот. Барајте го Господа додека може да го најдете. Викајте го додека е близу. Небесниот нека го остави, нечестниот, нека го остави патот свој и беззаконикот помислите своји и нека се обрати кон Господ, нашиот Бог. И тој ќе го помилува, зашто е многу милостив. Љубовта на небесниот Отец не повикува вечерва, почитувани, да се вратиме сите во својот дом. Да не се двуумеме, да не одложуваме за утре, зашто утрешниот ден не е наш. Господ нека ни помогне, додека чекаме во таа небесна, односно вселенска чекална, да бидеме упорни, истрајни и верни, да не се откажуваме, зашто непријателот ќе притиска и ќе каже: врати се назад, таму ти беше убаво, таму имаше пријатели, одеше во кафани, го правеше она. Да, меѓутоа тоа е толку поминливо. Господ сака да ни даде спасение. Знаете која е Божјата задна намера? Да се најдеме во новиот град Ерусалим и таму да бидеме или комши, или пријатели во иста улица. Но Господ ќе биде многу жалостен ако јас и ти не се приготвиме, не го прифатиме во своето срце и не одлучиме да живееме според неговата волја. Господ нека не води и нека не чува. Амин. Ке се помолиме така седејќи, драги Божи.